Во праша Германија често знаеме да слушнаме и се почести се примерите кога се оди на работа, на печалба во Германија и можеби за подобар начин на живот и подобри услови, но не слушаме толку често кога е образованието во прашање. Па токму еве на оваа тема ќе зборуваме како е образованието во Германија и за панел дискусијата која што треба да се случи е насловена, посветена германското дуално високо образование и врската со бизнис секторот. Од мојата десна страна Екатерина Димитровска, таа ќе ни биде преведувач во разговорот кој што ќе следи. Добро утро. Добро утро. До неа веднаш е Урсула Ото, таа ни доаѓа представник делегација од Франкфурт. Добро утро. И до неа е Урлих Цейтел, делегација од Хајделберг, исто така представници. Добро утро. Се надевам дека ви се допаѓа тука. Добре дојдовте. I hope you like it here. Yes, we Welcome. Во продолжение зборуваме за главните теми на кои што ќе зборувате на панел дискусијата. Зошто има потреба, една од главните теми ви е потребата од трансформација во образовните процеси. Зошто може со вас, Урсула, да почнеме? Зошто сметате дека има потреба од трансформација во образовните процеси кај нас? We will start with Ms. Ursula. Why do you need there is a need of transformation in our education system? Oh, I don't know anything about the education system in North Macedonia, but I know that the dual system we have in Germany is a very, very good system. So we have two kinds of dual systems. So we have the model, we have a connection or combination of vocational schools and companies, and we have the combination of universities and companies. And at our university located in Frankfurt, we have a lot of experience with the connection between university and company. And I think it's a big chance for Skopje to get such a system here in the location of Skopje. Да. Не знам многу за системот, образовниот систем во Македонија, но знам дека има добар пример во Германија, каде што има образованието е линкувано со бизнисот и универзитетите се линкувани со приватните компании, така да тој пример би сакале да го пренесеме тука во нашата држава. Добро, ќе ве прашам, господин Урлих, дали сметате или дека сме плодна почва и дека може добрите практики од Германија во образованието, особено во дуалното високо образование, моделот кој што вие го застапувате, да се пренесе кај нас во нашето општество и дека ќе биде прифатен? Do you think that we as a country, we are good destination to copy-paste the dual education that you have in Germany and to transfer it here in our country, in North Macedonia? Yes, look, I think I give you an example, my personal example. I'm a lawyer, and it took me 10 years for studying and doctor degree, all this together. 10 years theory. Today, in Macedonia and in most of the countries, you have 3 years at university for a bachelor degree, another 2 years for the master degree. That takes you 5 years only theoretical. And what we believe is we have a lack of well-educated but as well experienced people in the industry. So we want to combine the practice at the companies as well together with the theory of the university. And this is an example we can use not only in Macedonia, in Germany, elsewhere. Ќе почнем од мојот личен пример. Јас сум, например, адвокат и ми беа потребни 10 години за да станам адвокат. Во моментот образованието во Македонија побарува 3 години од факултет и уште 5 години за мастер дигри, и тоа е веќе цели уште 2 години за мастер дигри, и тоа се вкупно 5 години од теоретско знаење. Со дуалното образование се прави тој линк каде што се комбинира практичното и теоретското образование, и тоа е пример кој нема потреба се трансферира само во Македонија, убаво е да се трансферира секаде во светот. Сметате дека тоа е начин на кој што ќе
Никако, еве може госпоѓата да ја прашаме Урсула, сметате дека тоа е начин на кој што ќе ја сопреме миграцијата, оти ние на вистина имаме проблем со работна сила, со младинска работна сила, која што на вистина како можност и прилика и шанса гледа, ќе земеме пример вашата земја, ја гледа вашата земја. Сметате дека токму ваквиот начин на дуално образование ќе ја сопре миграцијата? Do you think that this kind of approach in education will stop the migration because our young people from Macedonia see Germany and all other European countries as a destination to migrate? I think it's a possibility to stop that migration because if in case of a dual study, you're only a part-time student. So you have 3 days a week, for example, you go to the company, and 2 days a week you go to the university. And over 3 years, it's always the same. So you get working experience and you get academic knowledge. And at the end, after passing the bachelor degrees, you know your company and your company knows you. So you don't need any additional trainings or courses to get a career in the company. So it's another point to start working in the company. So I think it's a good way to try it. Сметам дека е добра можност за да ја сопре миграцијата. Например, во дуалното образование од 5 дена во неделата, 3 дена сте во компанијата, 2 дена сте на факултетот. И тоа така се случува сите 3 години. Кога ќе завршите факултет, веќе компанијата ве познава вас каде што ќе работите и вие познавате компанијата, немате дополнителни потреби за одредени тренинзи, за одредени курсеви, веќе сте интегриран во таа компанија. Понешто можам да го слушнам е дека, господин Урлих, е дека дуалното образование ќе го зајакне бизнис секторот. Кои ви се очекувањата? Вие сте представник кои што ни доаѓате од Heidelberg. What I can hear that the dual education will strengthen our business sector. You are coming from Heidelberg. What is your experience and your expectation in that point? Yes, that's true because you must know the dual system was invented by one of the former prime ministers of Baden-Württemberg, Lothar Späth. He was the inventor of this idea. And Baden-Württemberg is a country where you have a lot of industry with specialized needs. And for that reason, the dual system gives the chance exactly to educate people in that branch where the most need is. And so you can change. If you have in Macedonia another challenge, then we will change the curricula, and then you can specifically concentrate the studies to the need of the industry. And for that reason, I think this is a perfect system for the needs of each country and of each place where you are. Например, еден од прајм министрите го измисли дуалното образование. Хайделберг е место каде што има индустрии со специфични потреби и самите факултети ги прилагодуваат своите курикулуми и своите програми врз основа на потребата на индустријата. Во Македонија, каква потреба има индустријата, така ќе бидат прилагодени програмите и ќе биде една добра можност. Ви посакувам успешна работа. Кажавте многу убави нешта. Во иднина се надеваме дека ќе се реализираат јакнење на образовниот систем со нови кадри, но и јакнење на бизнис секторот. Навистина од двете страни позитивни практики кои што верувам дека ќе се пренесат кај нас во нашата земја. Благодарам за гостувањето. I wish you very good success. You gave us very good, very successful examples, and I hope that you will implement these examples in our country and to strengthen our education system and also the private sector. Thank you very much. Same to you.